Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 179. Денес имамо еден стварно специјален повод и убава работа да кажу за нас сви кумановци. Наши вас гост ќе биде наша позната музичка легенда Нино Величковски, кој направи еден голем спектакл по повод 40 години од негово стварно богато и квалитетно музичко кариеру и ќе направиме анализу за тај настан, а нормално ќе го допуниме емисии со оно што сме испуштиле у претходни две емисии, затоа што Нино има, да кажеш, доста работи кои останава недоискажани. И ја уводен дел ќе кажа дека ја беше на настан на 40 години и стварно срце ми е било препуно, не само на мене, него на сви кумановци, затоа што останува еден траен белег овој човек што ја направија на поле на музику за град Куманово и за Република Македонија. Нино, здраво живо. Ебе, кои мене се импресии уште увек многу убави, многу богати, да кажу, ти направи еден, што вика кумановци, голем шмек у културен дом. Па, да ти кажу дека моје задоволство и дика е многу големо за тоа што сам го направил мој град, каде што сам роден, каде што сам све у живот постигнаја и надам се дека ќе ми даде Господ шансу да још песме сниму, да још отпоју, да још живу за овој град. Не е овој раздужување, да се разберемо, едноставно ми беше многу срце пуно и сам горделив и дичу се со тоа што можеше, имаше поддршку од сви мои суграѓани од град кој го сакам, да ми биде дел од моје чествување по повод 40 години моја музичку дејност. Тој беше далеко 83 година, кад ја на 29 години, обичаено си кога ти ги прашаш кад почна, каже па од градинко, од 3 години, од 5 години с музику. Јас сум с 29 години на мој дет сам кажувал и уопште окој дека никад не е касно, што се вика, да се почне с музику и уопште с нешто што сакаш да го работиш. Ја нормално дека претходно сам имаја некој условно кажано припрему појајќи по сви хорови, од градски хор, камерен хор, па хор при културно-уметничко друштво Илинден, гимназиски хор со господин маестро Часлав Трипковски, мој професор по музику. Така да тој голем бенефит е и после ден од 73 година у театар, Народен театар Куманово, како глумац, како статист, како сакаш. Таму сам се надојуваја, напојуваја доста с музику. Музичари мало од Шојќа, мојega другара покојнога, преко луѓи многу музички обдарени и надарени. И све од тој почнало и тој може да се каже 40 сома с и 3 од карте, така да 50 може да биде, да. Сега многу битно да ни кажеш ти на овие наши драги кумановци и кумановке, Нино, колку време се ти спрема за овој настан? Знаеме дека има многу припреме, многу трчање, некад има и стресови, нервозе, али ти си ишја у прав пут и си го направи оно што сега се кае. Добро, но може да у живот треба да бидеш малку и, како се вика, да веруеш у себе, да си сањар, односно да си човек кој сануе. И јас сам го сањајате мој концерт, у кој смисло јас сам бик у хороскоп, многу упоран, бескрајно упоран и тај упорност многу мене ми е донела. Знам кој сам и дека нешто ако зацртам, ја го правам. Нормално дека имало сциле харибде, имало и проблеми, и тој све, али скоро годину дана јас сам живеја со тој дека, еве, сакам да заокружу 40 години, пошто газив године, тоа е нормално дека све... Тоа е природен процес, да. Процес. Све стари, па и орган глас, односно гласни жици и уопште човек не е тај како пред 5 години, ја имаше задни 5 циклуса по 5 години, значи од 20 типа навамо, на сваки 5 години одбележуju ga на мој начин. Ово е прв пут било концертно да улегну унутра, мање више надвор смо га приле, тој куде Батко Ѓорѓију на площад, и да се на некој начин ја и преиспитам и да виду у тој мој музички багаж и у музички радионици на мои другари, познати композитори, што смо ми оставиле позади себе, и веќе сам убеден, и јас сум среќен човек. Јас сум среќен у смислу реализиран кад виду и какав фидбек, колку ми врати мој народ, кумановски, македонски, ако сакаш, пошто немаше само од Куманово публика. И тоа е една сатисфакција голема за мене и за сви тие што застанале позади мене, затоа што човек сам за нигде не е. Ја нормално дека имам екипу
од сите тие луѓе кои се работале, значи композитори, автори на стихови, аранжери, продуценти, тон маестори, да не наброи, да не одзимам минутажа, зашто ви сте како НБА, значи гледани сте. И многу време ми треба, викам ја дека многу ми е било тешко само овој, да 40 години ти да ги слиеш и да ги сублимираш у да кажемо 100 минута, викам, македонска телевизија, викам, не знам дали ќе можеме тој, одложно го правите, па измонтирате тој што ви се свиѓа, тој што не дали ме разбираш. Иначе концерт мислам дека 3 сата е траел. 3 сата, да. Али ми не смо мерилете, што сам има и гости од страну, кои се сакале, извини. Мора ти кажа, Нино, извини, публика ја викаше, дај бе бараш 1 сат. Али толку е. Тој беше една сатисфакција дека никој не си иде. Да, сви останало. Се гледа дека сакав још, знаеш, али тој кад би и на Керко ми викаме, тато напиши овој како пријавичка. Тато го продаде и петиот концерт, знаеш, ако се шалимо. Иначе овој беше све за љубов, ја не сум сака ја да ги наплаќам карте. Зашто? Па не треба, не е комерцијален концерт. Ја ако треба да се преслушуju колку сам, има Борис Трајковски 10.000 евра, изволте, продавај карте, ќе видиш колку тежиш. Али не ми е била комерцијална прича, тоа е да се разберемо. Значи, ова е бил еден поклон на Ситија, за мој град. Еве, честитам га празник на ослободување на град Куманово. Длги години сам работаја во општини, у теј дел на организација на концерт. Знам колку е тоа тешко, али задоволство е многу големо и одважност и све тој што ги носи после завршено работа. Затоа викам, ја сум среќен, затоа што сам видеа колко тај моја кумановска пред све публика и ван Куманово, а дури и од граници на Македонија, наш убаву, ме почитува и ценив како певача, пред свега како човека, затоа што мора да израснеш прво како човек, па после да се надградуеш. Нино, ти си трчаја, припреми су биле дугачки, кажаја на уголено, тактика е била направена и Нино каде поше од дома, викаш иду на терен, мора да биду спреман, публика е пуна маракана, што викам, и Нино мора утакмицу да го одигре. Кад појде од дома некој културен дом, што ти се можеше низ главу? Па, ово е одлично прашање. Не е новинарско, ово е твое. Овако е, значи, тачно тај некоја припрема моја, не е била висинска, не сам бија на едноставно, али си кажат задачу, дека тај контакт или такозвана тај рампа, ако пројде и ти имаш с публику тај фидбек, или го условно фатиш у тие први 5 стиха или прва песма, јас с рецитацију, с стихови почна. С Младена Протич, да го спомнем. Напиша мој кумашин Младен Протич. И ја постан со све, не сум га још обраја. И још ке боју. И ке се држу светок машки, можда вршу да ми кажа што нема машки. Прати абер трите сокола до нас. Лечи песноти. Тај песма за Нино или кума Нино или песма за Нино и вино, не е битно како е насловена, важно е била специјално за мене напишана. Јас сам се трудил и работа, јас сам го богами 5-6 месеца, можда и повише. И ова е друга за Македонија, каде што јас сам сакаја тој да го отпоју пандан на кога падна на Пирина. И ја осети и кликна, и пошто од тој решимо малку брехтовски, малку театарски, сак многу да не филозофирам, за тој што 11-та теза на Фойербах вика филозофите само филозофирале, работата е во тоа светот да се менува. Тоа се малку учија социологија, па ми дојде онеј пut. Кој ти предаваја социологија? Па ја беше у класу на Блага Петровска, што реше не певачица, него... Не викам да не су гимназија учија. Не, тој добри ми предаваше социологија, него ја запишав на факултет чисто социологија. И Цуцуловски, овој професор што беа му едно емисија, вика, која теза е? Нино не е 13, важно знам дека е теза на Фойербах. Тако е Фойербах, чуен. И сега, сак, како сега, па ти се видели опсет, сак. Тој сакам да кажу дека, значи, почеток овие стихови, прва, друга, да не кажу строфа, гледам аплауз, слушам.
Ако искочи од публику за тамнето овој, али почна срце не проила на ритам. Да. Мора да има возбуѓење, мора, да. Што вика, некако бе нема трема, мора да има, те мора. вика трема на одговорност. Јас сам на сцену колку пола век, значи, и Гиле ми е Горан Илиќ, наш глумац, помогнаа ми се, на кој бодре смо дека ако не го добиеме тој нотку, ведру, весело, да не кажу хумористично, да не кажу мајтап, да не пројде тој у хумор и овој. Не е данови на комедија. Директор на фундација тамо. Ќе ти си сак Гиле улегал у пензија, ај пензионер, шта му дадеш тој? Па не е судвен, паре нема. Фин. Да има таа озбилност, али он ga разведри. Свак друг водител, водителјка, било би презентерство, читање со сиот респект. Да, Требаше Ирена, требаше, не можеше и не е ни битно. Не е он замена, беше идеја да ја театарски крену. И тоа е голема жеља моја била, значи театарски. Да си ga тој изрецитирам на мој начин, стиховина, и тој гледам дека публика веќе навива за мене. Да, и Гиле го направи, тој маестрално го направи. И певачки ми е многу полако. Ја кога искочу на сцену, знаеш како фудбалер, како тенисер, што викаш ти. Да, пошто тактика за е Джокович спремна и си- готово. Тактика си у напад, си у одбрана. Сега, Нино, ово е твое одјекнај у Од македонска Дичера, да. јавност, од Дичера, у вечер. нашу новину вечер. Ово е доказ Фала му на дека... Дуле Мичиче кој ме Да, прати ете. сви овие години. Тој има со Убав Виолето надпис е Томовски. овој. Да, да искористу прилику и да се захвалам, значи има многу тој да набрајам кои све застанале позади овој, али пред све гости, почнувајќи од Виолету Томовску, од Перо Христов, од Наум Петрески, од Маргица Антевска, наша и моја драга соверѓанка и благо години смо заедно скоро пола век. После Октет Куманов неизбежан, каде што сам ја почнаја музичку кариеру, мои кумановски тамбураши, наши тамбураши, за наши Куманов, за нашу Македонiju, ансамбл Табијето Свети Николе, оркестар пријатели од Скопје, одличен с 2 бек вокала и одлични гости с кои се ја стварно гордеju и Гордееш, дичу, да. затоа што ме увеличива мига концерт, направија и Александар Идац, кој сам ми направија шлаг, маестрални беа, да. маестрални беа с 2 песме. Уште ми фали Шибабино девојче, кој е моја песма која ми одбележила кариеру, и Боеми, с кој сам неизбежан 30 и нешто години се дружу. Боеми, Наум, Фис, таа екипа Фуктак, кој што пој од 36-29 години учество, и големите музички багаж, фестивали, велики и мали. Тако е. Сега оној, док имаше тој по позадно кога се поесва тие песме, мора да го споменеме неизбежно за жал покојну Меримо Njegomir, еден фантастичен вокал, една твоја драга пријателка, али жена која стварно маестрално пое. Па да, една захвалност прво до Милета Барбаровско и Јовне Неделковски, кои автори су на песму Ние двајца, кој да ми победимо 2008 година на Валандо, како дует кој ќе се памти. Ја немам зборови за Мериму како прво, како даму, господју и прва дама во Југословенско по мене, како пандан у дел на Македонија, што е една Вилета наша, неприкосновена, Маргица, а Мерима е сигурно за југословенски бивши простори прва и единствена у начин на интерпретацију. Победимота е страшно добра песна, Ние двајца. Искористи прилику и фала на македонско телевизија што ме омогути на 6 фактички импута, убацување по 4-5 минута да дам едно ретроспективу визуелно, да народ може да види и тој што не може да од некои мои први години, што сам ја работел, кад веќе не е ни било ни Валандо. Значи јас сам претеча на Валандовски, не ја, него сви ми што смо ga правиле овој дел на тај музички мој багаж. И да кажемо, Нино, дека многу битен податок, сала е била препуно, не е мало кога се фрли игла, па чак и некои луѓе ја примети дека ходник останава. Па знаеш, тај селекција не е. Свак, тој ми ga е Чолиќ, кажа едно турнеју Здравко, поштуи ga многу како човека, певача, вика, Нино, увек има еден кој те пажливо слуша, има за njega да пее. У Вевчани наступам. Он се спрема како у Париз да наступа. Значи, исти му е третман за спремање на концерт. Тој е почит кон публику, према публику која те слуша. И увек ми е тој било главија. Не сам го селектираја, него мислеше и основно ми било. И на сви луѓе што се помагали околу дистрибуција на карти,
да дадете карте на тие што сакав вистински да дојде, не по задачу да морав, него што сакав да слушам. Тоа е основа и тој доста беше трчање. Фала ги на сви што се ми помогнале и неќу да наброи, да кажуваме и ќе спушто некога. Фала, знаев се они кои су биле, на кој начин се ми помогнале да карта дојде до прави. Иако знам дека имам некои кои сам како у шахматнoj краљицу го превид направив па да го земе, разбираш? Да. Не сам мога да ги опфатам. Секи ги се извину и јавно, али надам се, еве, имам у главу и мислам дека тој да кој ми сега кад сањам, дека сам дужан тој да го направи у Скопје. Мислам дека... Планираш? Да, планирам. Еве, овој copy-paste. Значи, овој што го напримо тој, да го направиме у Скопје, дали у Македонско оперу балет или филхармонија, не е битно. Такъв е податлив простор, не у големо спортско сало, не е тој. Треба овој на укуткано, знам зашто тој треба. И надам се дека ќе успеа или још еден пут да го направиме кумано, например на пролето, не. Тај година чествување трае целу година. Се правам монографију, спремам еден проект, тоа е, ако имаш прашање, вашите идни планови. Што рачунаш? Кај треба да биде монографија готова? Па, она требаше у рамке на овој да биде, али знаеш ти како е тешко овие конфузни времења. Не дека некој не справити сега монографија за Јасета. Тој голема работа е кад би могала у град да се и спортисти, од боксери, коментари, кошаркари, све што има ковано, а има, што да каже и покаже, од спорт, преку музику до све, да се посвети внимание, дали е книга, дали е монографија, дали е спот, дали е песма, да се даде. Кумановци за Куманови сме еден песме обработени. Тоа е богатство, тоа остануе. Све друго, оно што не се забележило, не се ни десило. Тоа е старо новинарско правило. Во свак случај даваш ти подршку. Ја ти честитам за твоја упорност, затоа што еве ја виде. Можда за сви сам имаја некој начин да помогну со савет, да ургирам за некои средства и пари и не знам како, дојде за мене и некако не успеа да го заврши работу и имам обеќање, неќу да ги именуи луѓе, дека рецимо на пролет до некоде мај ќе успеа и монографии, затоа што све овој може да се сложи, да не ги правиме како сликички. Ево ја Нино, ја гледам визуално, пошто кад го прави книгу за Јасмину, што повеќе фотографија, нормално побогата е монографија, дава поголему тежину, а ти имаш овдека фотографија, твоја книга прилike могла да биде 500 страни. Ама гледа сега, сви ми кои земемо дали новину, прво и последњу страну, има содржина и форма, може да биде корица, може да нашминкано. И сви следат прво фотографија, тоа е правило. И после читам. Арнама, ако имаш ти добро граѓу и добро содржину, да и како ќе биде прочитана. Ја инсистирам и го право полака, она е веќе при крај, али сакам и дизајнирано. Ајде да го издадемо и ќе го како сликички да го. Да, убаво да биде корица све, да биде. Ја работам студиозно на тој и упоран сам и знам дека тој ќе се деси. И с нов еден проект с Младена што правиме од 10-12 колку песме ќе снимимо у овој стил, гитара и вокал. Значи, продуцент ќе одлучи дали треба виолинче после или нешто друго, како припомоќи тој, али тој ќе го направиме. Дали ќе се они патриотски, само кумановски, песме за вино, песме за љубав, ќе видимо. Еве ти го спомна, треба ти поклонам монографија, не сам понесех за Јасмина Голубовиќ, една прекрасна жена, ти го памтиш. Да, јас е била наша. Па јас сам гледај од тој време у Домјана. Жена која ја многу задужила град и цела таа генерација е била, што вика кумановци, права лига. Да, славеви бебиња, тако и... Да, на славете учи тренери. А Јасмина си е била како жена прекрасна и спортиста нормално. Сега те прашам, Нино, фамилија ти е била најсреќна веројатно тој ден. Да. И какви су биле коментари, еве, кад заврши све, викале су ти нешто, а ти да ни кажеш што ти кажа фамилија, тоа е многу битно да го презентираш. Значи, овакој, јас не сам ги можда имаја прилику сви, оној што е Фейсбук и тој да све прелистам и прегледам, још сам, не сам еуфоричен, многу сам, еве, колко пројде време, јас сум доступан и на снимање, и телевизија, и аудио, и видео, како сакаш, значи, сам одма у акцију, али не мога, значи, овој прилику на сви ги се захвалувам.
не е куртоазно што са ми честитали и што се кажале, али знам дека не у процент да кажу дека су сви одушевени биле од концерт, тој знам и тој мене ми е још повише драго, још мене ми дава поголем мотив и дека сам на прав пут и дека сам направија право работа. Дај Боже да даде Господ здравје и да прави 45-50 години, али еве за фамилија ќе ви кажа. Толку се ми маја поддршку и пред тој, и за време на концерт, и после концерт. Прво од унучиња, најмалото малку ми се наљути за еден спот, кажу ga odmah, дека njega ne u minutažu ga nemalo ga ići. I dete su te poplaka. Evo, pozdravljamo ga unuka, sve će ga ispravimo grešku. Boris ga ispravimo i ќе mu dademo šansu da ga ima u spotku gde što ga ima. Pušni me isto kako togaš, pušni me kako da sme par, noki predolgi, utra mamurni, ne davaš, jas da mi dam star. Pušni me isto kako togaš, najdobro, tebe jas te znam, projdo gradovi, ženi ubavi, nikogaš tolku nebesa. Ništo naše nije, nema me, pak za drugi krevet sprema me, neka ima barem pesna. I unučinja 5, moja gospođa Lidija i svite i moji herke i stvarno od familiju svi što živimo, što smo zajedno, što se poštujemo maksimalno, što ga znaju taj muzički moj background i ono što sam sve napravija, ima sam ogromnu podršku i dan danas ga imam i ke imam, to sam videa i na koncert i pred to i posle to mnogo mi je značilo njena podrška, pošto ako od familiju ti nemaš pas i nemaš podršku, ništo ne bilo, da. Znači, da ne nabruja, da ne pada na ispuštu, od, kažuju, od Borisa do Bogdana, do moju Belu, do moju Milu, do Ognjena, Sašeta, Kiku, Daceta, Martu, moju Magdu, ako беше далеко не можеше да дојде и не дојде од Малту, еве се ќе дојде пред Нову годину, она го сподели с мене нормално, малку тој и како се вика и емоција и сам се расплака и така да, што јас сам тој. Значи, ја имаше на две места каде што не можу да го скриви емоција, не посебно од мене. Тоа е позитивна емоција, али многу би била горда на тебе и твоја мајка да го покажемо во слику. Чак што више док седеше горе, вика, публика се избори, знаеш, док трае концерт, вика, еве Нино неодоливо подсеќа на мајка. Па ја таму едну песму Сомерак, викам, Сомеракме, јас сам додаја, тој нема, Сомеракме мајка родила имал песму на Тодор Трајчевски, ја викам, Сомеракме мама Лила родила. Искористи да си го мој мило мајку кажу, пошто ме многу чувала и у рецитацију танга тој кажу, јако е тој напишаја младен, една е мајка, треба да се родители сакав, поштуев, они су база, основа на све оне што е семејство и за тој еден апел, сакајте си родители. Да, и ти убаво кажа у уводен дел, татко, мајка, кои са ти и за твоја татка смо кажували, Качамак е бие легенда. Да. Он е бие врховски мајстор. Ја дури се љутеше на Мирка, пишуваја книгу за надимци, не га пишаја татка ми. Качамак. Или додавај ново издање. Да. Па добро, знаеш, можда и човек не е намерно тоа. Не, па ти не можеш кога ќе опфатиш, па ти знаеш колку имаш неопфатени. Па ми сега го почнемо да ги чешнемо, Нино, ти веројатно знаеш, има можда 7000 надимка у Куманово. Па не ли зборимо за мои слики кои ги имам моментално. 9 емисии ќе направи. 9 емисии, што века серијал. Има разни слики, има патриотски, има у Канаду, има овие, да не кажу. Еве, Нико, ми сме кажувале дека твој пут е бие интересантен, живот е бие динамичен, али у претходни 2 емисии не покажамо на фотографија каде Нинко работае у комерцијалу, у чувenu стоковну куќу Нама. Нама. Ово е с директор Драган Комерцијални и ја у тие млади години, ово е некоја састанак кад бидна састанак, кад бидна шеф на конфекцију,
нема да се излъжи дека е тој негде 80-81. Тој пред формирање на октет, више дека една моја Више пут да кажемо, минус кој 50 кила. беше директор? Жмара беше директор, Жмара, Бог да. да прости. Трајан Петровски Жмара, а Драган беше комерцијален. И што е некоја страна слика. Жмара е исто многу интересантна. Да, од матура е овој. Матура тој пред 15-тина можда години, Мето Казак, доктор Тричковиќ, покојан, Бог да прости, Боби исто покојан. Мој другар Драги, ми се викамо на презиме Драги Диња Симоновски, Милорад мој другар Мики и ја моја маленкост у задни ред, зашто смо седели, зашто да не испрашуев. Чекай, не те прашao прошли емисија. С кого си седео у школско клубу? С повише. Знаеш, ќе ги Да, те смени. менјате овој- таму, вамо, иде, Да, да. иначе мои од школски имам добру генерација. На мене се ми другарке, односно у клас биле Маре Варджика, Лилена Тачета, градоначалника на премиера мајка, Лилена Шодера, ета кој си ги викам, за нека Да, не ми да, знаме, такој си е. Јовановска беше или тако да Судика, Десанка. Имамо матуру сега овој годину негде у јуни месец и баш приличен број се собрамо и нека не ми замери, гледа други има 40 души Да, со не може многу да ги ќе- кажеш сега, не. Може, али нека не ми замери, али у следеќи емисија како идемо ќе ги кажу сви. Кажем, Овој ги Еден- од слике кажу само. еден господин, секој кој ќе ги слике чештемо, нема веќе Томислав Манич, наша музичка легенда. Еве го дека како боем цигаре пали. Да. Црвени рози, извини. Да, ако може. За вас, мадам, црвени рози, за вас, мадам, црвени рози, за вас, мадам, црвени рози, за вас, мадам. Томислав Манич ми е пратија посебну честитку. Да го која поздравиме овој имаше- прилику njega. Поздравljam ga и njegovog sina Sašu, Petara i Ljubicu. On mi даде едно да изчитам, ама од телефон и тој ми малко технички беше и малко светло, да. потамно. Ај викам да не е овој, али ќе имам прилику тој да го изчитам постфестум, што се вика. Он е мој фан и ја га стварно музички обожавам. Он е меѓу прв од забавну музику, кажи зошто ме остави. Тој со 50 години. Да. Еден од најслушани македонски певачи, после Димитар Масевски му го напишаат Црвени рози и е голем мој пријател и на покојнега Шојќ. Да кажеме дека цел концерт го е снимала Македонска радиотелевизија и тој веројатно ќе биде презентиран. Па овако, јас с македонску телевизија пред да биду у поење, сам биел у театар и имам још у стару телевизија Нерези и стварно сам наишија тамо на едно големо разбирање, на еден голем респект и они се ми максимално помогнале во реализација на овој како медиумски покровители со свини шани, што се вика, екип од 20 души, камермани, режисер ки иде с постпродукцију, значи веќе се монтира, улегнато е у тој и за 20 дана, месец дана, они ќе га у 100 минута са ми дале, повише музички, најверојатно тој ќе се штриха, ќе се измонтира, тој што не е за овој, а овој другиот материјал ќе ми го даде све, да го имам. И Па ти можеш да ги ставиш на YouTube после. не, а како постпродукција ќе си го тој исчешља поново и не сак ти нема фотошоп ако случајно не си убав па да сте разубави или ако лошо си отпоја, нема да направи. Него да го среди тој материјал и да биде такој по негледлив, него едноставно тој редостет на песме, вика чиве сценарио. Па моје сценарио чие. Само сам се договорија с Огнена, фала му многу, Огнен Делковски да го тој уобличи, што вика да го аранжира и направи како што треба. И сви тие луѓе, кога ги виде колку луѓе има на сцену, ја так ме фати упла. Овој све требало да се организира, да се... Па беше на 9, па ми го померива на 6. У секој случај, светот ќе тргну и ќе ставу под тепик. Крајен производ е многу марен Да, битно. битно е утакмица е добиена. Тако е. Дали смо имале на продолжетци, важно 3-2. У задни 3 минута или тројка. Вчера Партизан бам. И те па Партизан Фенербахче, да. Не сакам да кажу дека cilj оправдава средства. Ја не сум се тој с фаули служија и с прекид на игру, па значи играја сам најкоректно само у име на тој да биде успешен концерт.
Бејте кад се били мои други гледам по штабата, вика Нино е како Ѓоковиќ, вика. Бекенд и форхенд, диагонала. Победика треба. И противник е за победен. И ти си тоа исто такој научија Па тие. добро, ја далеко сам од борбен. Ѓоковиќ, Али оно што овој, падна во очи Нино, како прав спортиста, потрчиш по трибину, па дојдеш, вика, гледа, вика Нино, како нешто стареко, се како растрча, стареко. Со старека сам играе. Порано кога играе фудбал, стареко, вика, да. 71 куде Петаковиќа, у понеделник кога беше тренинг, не може да истрчи 100 метра, пошто Стари малку бил легенда, заглавија. нели? Да, Стари. легенда, па како прв. Глава од njega сви гледав и овој. И сега ја ќе се пофала овој дел, пошто питаме у припреме, дека ја веќе од година и пол дана има, од 5 август, тачно знам, не на опходу, кажа, на керко ми Магду, кога беше на Малту, татко ти почиња јутре со Околански парк, не него горе на стазу атлетску, стаза слонова, вика. Да. Доваѓамо тој 15 на душе. И ја интензивно, скоро свак да носим данеска респект према емисија, не сум мору, право 10 километри. 2 и кусур сата оду, чисти 10 километри изоду. Еве, Нино, 40 круга. ти даваш еден совет и апел до сви луѓи. Тој си е убава работа, спорт и физичка култура, одржувува човек. Ако сакате кој мене свежо да издадете, да се нашало. Не, Здраво е, стварно, здраво е. здраво е. Свако одење, само овој што го користиш ти како надвор, како ваздух е чар, а камо ли да го направиш, ја сасвим друга прича. Одење, метаболизам, срце, све другачие работи, на друга фреквенција. И сам задоволен и тој ќе продолжи. Свако сабајле. И да врне и да вее. Што како е ладно, 3-4 степена, ќе се облечеш поише. Така е. Имаш ли некој специјален протокол са баје кога ќе станеш доручак за одење или Не. ти не доручкуваш па одиш? Не доручок. Значи, тој е тој. Нема никаков доручак. Вода, чајче, припрема, имам едно 10-15 минута вежбање. Тоа е моје сега право, има си некои мои вежбе дома, за да се разгибам, па не може ни Дивац, ни Јокиќ, ни вие по-габаритни одма да почне да игра, веројатно се припремав да се разгиба, да се размрда. Али нема врска, тоа е моје приватно, ја не се докажуju, ни праву рекорди, ама имам телефон, таква апликација, кој кажуе колку корака, која е брзина, па нема да ме кара синдикат, ќе одам малку помалку ако се уморам. Имам 45 минута, по 5 минута паузу, 2 полувремења изодам. И после дојдеш дома, доручкуваш? Да, тоа е доручак, тушче и чаршија, па не ми гине после 9:30 после си у нашу Што викамо канцеларија. базу у план Б. У план Б. Ако немате план А, Слушај, и у план туја Б. пада в дискусија, туј се има округли масе пуно. Па у кафану се многу работи решавале, ратови се завршувале. Договори се прави. Договори се, бизниси, девојки се фаќале, остављале. Тоа кафана е тај, туј има и го има, иначе сви би седеле дома. Нино, и оно што е битно, што запазимо у публику, имаше доста млада популација, што е исто многу битно дека и младите следи тебе. Па, знаеш како, ја тој не би кажа дека тоа е местено, а ме фала на керко ми Аниту, на Сашета, на Марту, на сви, затоа што они генерацијски су тие, ќе анимирав помлади, ја викам за свадба, викајте помлади, кој ќе ви игра, ја нема. Така е да, ако сакаш да ти успее една прича, со свиот респект ми, пошто смо не Метузалеми, ама години кои најанале. Да, али И од нас многу, сега, јас сум многу реален тука. Ја тачно знам дека за 5 години, и скажуј, ова е приказка, би земаја 7-8-10 тамбураша или гитаристи, како не Калифорнија, и би како Балашевиќ првија нешто. Понатена не без многу стресно, дека зашто е стресно? Едно време сам мислија да ти кажа околу концерти шој, дека свето еден пат ќе застане. Знаеш, тој ти е тај мисла на жив концерт. Технички или не знам како викаме, само да тој иде. да не се закочи работа. Па ризично е, бе. Све може да се деси, јас жив. Зашто јас сам водија концерт Валандово уживо. Срце ќе ти скочи. Директен пренос. Па ми се деси, не знам дали знаете, тој одамна бил, ви сте млади биде. Можда и да не кажу деца. 88 годину на една дигресија, али важно е. 88 на бабино девојче, пуштава га снимак овам. И иду ја, 22 песме, 21. Чим си горе, тој нешто те спремав за награду. Ја тој га знам и не га знам, ама Подсвесно го тако е подсвесно. И играше победа Валандова с Кумаром и ги тепамо тамо 1-0.
Да, тоа беше битно Па утакмица, слушај ме, така е. ја мислам дека тие ќе ме гаѓа со днес с камења, с јајца или што беше около Великден нешто. И некако не ги беше многу на мерак што пој Кумановски, Бабино девојче, сечувме. И ја искачам, серија иде Болji живот, најгледана серија, Болji живот, праздан на овој град. И иду на припев 22 секунди, јас сам тој и одмерија колку треба, па кога зива микрофон, тој се пробуе. Јас сам пробуваја на огледало. Гоце Арнаудов ме научи, Јанко Зуно. Мора на огледало да пробаш пред да почнеш песната. Не може така да изневаш. Добро, ја пробуј измер. И ја поваѓам да земам микрофон, скина се лента. Имаше ленташи. Се скина лентата, пречки. А иде јрата, брате. Доктоври средива. Пречки, еден век ми се учина. А ја, како бодигард, телохранител, Кевин Костнер. Оне рипа да ме врати, нема ја, отиде, разбираш ли? И од почеток. Тој е како на томбу или на крижаја, не знам, да му испадне скија. Не ќе, брате. Ја искачам Вилета Скрлева, ми ка Нино, ти само да пројде песната. Ништо, ни интерпретација, 0 по 1. Јас само да го отпојам. Срце ќе ми трема, како да не сам ја. И песма не зема награду, али у 10 години беше најслуша Бабино девојче. Песниште, не е овој Мичо, што е музика и аранжман, текст е народен. Сега, морате прашам, Нино, текнами нешто, не потка беше концерт, нормално уживамо, али дискутирамо. Миче Божиновски, знаеш ти дека е наша легенда. Еве, Томас Здравковиќ има споменик у Лесковац, веле Лепан, ти сега видеа веројатно, или не знам. Мисли дека Миче Божиновски треба да му се наде некое место да му се стави еден споменик у град. Што мислиш за тој идеја? Знаеш, ја во едну прилику да не ме земе поречни, тој негде отишло на совет, па некој донеја одлуку за Батко Ѓорѓиев и така дале, мислам тоа е една Тој беше малку така партизански беше, да. Дигресију за луѓе кои оставиле позади себе голем багаж, у смислу музички или не знам, имаше тој за 5 века на град, многу сам навиваја за Мичу, у кој дел. После Трајка Прокопиева е најмаркантна музичка личност, кога дипломира, тој ми е била тема Бабино девојче како урнек да се земе, што е он направија, тоа е било нешто револуција. За Миле Попјорданов негов аранжман. Мичо е легенда. Сега, начини кои се, ако музичка школа е Панче Пешев, да, може да му ставиш улицу, мисло тоа он заслужuje. Може да направи споменик. Значи, зашто да не? Много е по-маркантно и за мене значено такав споменик на таков голем лик, него на Батко Ѓорѓиев. Како сакам нека ме земе. Тоа е моје лично мислење. И време ќе дојде кога што ми наше, ако ми сами не сега наше поштуемо, онда кој како очекуваме некој друг па збориме после за идентитети, за не знам што, би језик, дијалекти со богатство, све тој треба да го чуваме с книгу, с нову песму, с нешто што треба да се вратиме на, како вика, прошлост, за да идеме во будуќност. Напред, да. И јас за Мичу немам емисију да не сам кажаја или концерт за njega што се прави. Не е тој навивачки, тој е реално што е Мичо. Мичо е голема величина, прво голем човек, а за композитори, за тој само ми знаемо 200 и кусур песме за продукцију на Македонско радио и телевизија има октето ставено. Колко ја имам с тамураши, од кој една е победничка, не се трпат немири, ја го не сам случајно појаја на концерт негови 5 песме, кои се ударни. Свирете ми тамбури, Бабино девојче, не се трпат немири, мојата серенада, кажи Милено Душа, прво кариеру сам го појаја, а немам 5, с него имам 25. Лик, човек, голем, музичар, пар екселанс, композитор, продуцент, татко, родител, другар, све. Еве повод и за njega се напише на монографија. Па не, јас за монографију навивам и тој треба да се направи и мислам дека има чак луѓе што пишуе, што ќе пишуе, треба се искористи тој и све да се стави. Ја викам све овој на хартија ако нега стави џаве, да. Не ли видеа за овој дел каде што беше за изложбу? Тоа е само еден сегмент, не третина, 20% тој што има материјал. Зашто да биде негде у подрум или у шпајс? Или да се фрли не да може. Може овој да види сега некој, али гледам дека пуно луѓе ги интересираше тој. Затоа не, да се фалу, гледај слики. Тоа е
tamburi, pesna ja baram, seta moja ljubov, vagda ja daram. Kako lažna senka pred mene stoji, salcane ja treperi, tamburata na šoji. Donesi vino, ušte 2-3 turi i samo neka svirat moji te tamburi. Donesi vino, ušte 2-3 turi, samo neka svirat moji te tamburi. Svirate mi tamburi. Еве, кога почнаваме да збориме за култни луѓе на град Куманово и за старека, викав, треба да му се даде некое местенце у Куманово. Па, у Ти теј... што викаш, има многу луѓе у град кои што го задужили и треба да ги се одужиме на тие луѓе. Тој знаеш, кад ти си првиот сек за рукомет, па има бокс, па има фудбал, сваки има едну легенду, еден тотем, едну икону у тој дел и после се градира. Тај скалинада ја знам, отприлike мене куде ми е место. Не можеш да бидеш најбољи, али си туј да си у бубањ. Збору за... Ево, Нино, ми да покажемо овие ТДК чувени касете, тој беше хит, Дар студио. Да, Еве, ово е. тој е од телевизија македонско, тој време имаше тие аудио материјали, кад направи еден проекат и тамо доби со едно барање да изваду за аудио и ми дозволива тие да ги, пошто не е комерцијално, пошто е промотивно и издание, имам дел тие од песме што су аудио на дат преснимени, не сам ги злоупотреби, едноставно за мене си ги А тој се чува, тој е богатство. Да. Тој па у фонотеку си постои сигнатуре, затоа тој е македонска национална телевизија. Чекај, ви да го покажемо. Ли пишуе Тоа е по Валандо ВТВ9. Одеве, Љубовта е света, сам поја песму на Миле Варваровски, прва соработка, тој е тачно 25 години, работи со тај тандем Огнен Неделковски ми пишуе, Миле музику и аранжман и една од за мене многу драги песми, Љубовта е света, земја малку посетена, таму би те водел, ама веќе си ветена. И сега јас премајке се си ги знам како стихотворба песма. Мои песми си ги сви научи. Сакам ово да те прашам, у македонско јавност ово е многу убаво одјекна твој концерт. Дали ван граници на Македонија имаше некои позиви, Нино? Луѓе се чуле, веројатно и виделе. Па, одмah ќе ти кажу дека председател на Светската тамбурашка асоцијација, Да, он беше у културен дом. што ми даде признање најголемо на ниво на тој асоцијација кој сум ја члан. Sa Ninom Veličkovskim sarađujem već 16 godina i imam veliko zadovoljstvo da sam večeras u Kumanovu i ujedno imam i lepu dužnost da ispred Svetske tamburaške asocijacije večeras uručim najviše priznanje koje Svetska asocijacija dodeljuje jednom pojedincu za zasluge na očuvanju, napređenju, negovanju muzike, u ovom slučaju tamburaške muzike. To priznanje ovog momenta stiže u Makedoniju, u Kumanovo i ide u ruke Ninu Veličkovskom. Zahvaljujući Ninu Veličkovskom, tamburaška kultura u Makedoniji, pre svega u Kumanovu, dugo traje i sam podatak da je on organizovao 15-ak festivala tamburaških dovoljno o tome govore. U ovoj tamburaško priču sam sa станција Сирите ми тамбури од 90-ту, активно од 2002 годину и у Европски тамбурашки савез, у Тестиќ бемо заедно со Шојиќе и тамо е бидна идеја, јас сам го даја и под неја барање за дали ќе ни не омогутив, него да не пишев у тај список на фестивали, дека у Куманово ќе правиме тамо. Они малку ме гледат со такој сумњиво, викаве, дали е баш со сви, да не кажу, али ете, 2004 на 2005 се деси прв тамбурашки до година и славимо 20 години јубилеј на тамбурашки фестивал меѓународно. И тоа веројатно ќе биде некоја поголема работа. Па да, еве, уште сега размишлям дека тоа треба да биде едно музичко, тамбурашко, да не кажу, славље на плоштад у тој период август, с добри гости, у 2 вечера,
да народ види, да ужива, да направиме едно Скадарли, едно Петроварадин, едно Аджитепели, како ќе го крстиме ми, ама да биде многу убаво за народ, да се дешава, да има тој све. И едење, и пиење, и музика, и забава, да ужива народ. Тоа е идејата на Тамурашкиот фестивал. Сега Нино, што чуја публика кој док седе смо луѓе вика треба овакви концерти, овакви настани да има што повише, малку народ да го отрнеме од овој летаргију. Народ е с проблеми, али ете овакви настани малку му го враќа оптимизам. Па еве идеја ми е била таа, се многу размислуваше за надвор. Не знам време, да не е киша, да не е тој да не ми додатен проблем направи, не би моја проблем поише народ да има. Прави пред 5 години или 10, кад падне една голема 100 дена немаше киша, брзо вика берикет било. Какво берикет, народ не може да дојде, киша пада. Да, каде има концерт, баш. Иначе, тој треба да биде не по задачу, не по декрет. Едноставно, и Министерство за културу, и град, да си предвиди, има тој е Маргица, тој што млади, еве, Мартинјанке наступи вечер, тој ми е многу драго. Ја дури сакаше сви млади, дали е Мартија Станојковиќ, дали е Марио, дали е млада Драгана, дали е да дојде во да ми биде в гости како една, како се вика, порука за дека на млади свет остануе, они иде вдале и да они ми биде в гости, имамо го ода за Куманови тој, али тој ми беше не технички, веќе улегнao едно минутажу преко 3 сата, и малко мораше да пазу на тоа, а неќу јутре па да го тој избацив, ќе ми се љутив на мене и така дај. Али тој е next time, значи има време ми да направиме, сигурно, јас се надам ќе направу бар још еден концерт, тој ми у главу. Перо Христов кажа да се видимо на 70 или на 100, не знам. Па убаво кажа, многу ми мисли добро. Добро. Кажи ми, дали според тебе овакви настани, како твој фестивал, сега не ти, него други, ќе придонесев да се повише осознае за културу и за живење на Куманово, jer музика прави убави работи, музика оживува ги спомени на луѓе, а ти ги оживе на сите спомени преку ова. Па знаеш како, тоа е моje видување, тоа може да е субјективно, удел на гости, избор. Ти сега можеш како с емисију да направиш 5 с мене, а сви да биде различити. По содржину, по тоа. Тако ја може с едно ново гарнитуру основно на гости, па тој да биде добар концерт. Затоа што само гаја, пошто се дружу паралелно, и да биде туј една Зуица, што е име едно големо за мене у Македонија, една Ленче и Горан Кухи, што су мои пријатели, треба јас сам и кум да ги биду, и да не наброј кој све с па можда Нино и од странство, и од Србија да викнеш. Па не, ја имаш у план од Нови Сад, од најбољи Волос, односно Велос, извини, и Зоруле, и Романса, најбољи су и од Хрватско, од Осијак, али имаше тој технички, па превози, па и така, неќу да збору за тие. Снежана Ѓуришич можда. Значи, све тој може да се спакуе, па може и Звонко Богдан, кој вика дека не може. Ја можеш и Владко Стефановски, ама не тој дека ја ќе биде у сенку, него ако правиш, на сакој ќе му даде шансу 1 до 2 песме. Не може, не да биде доминантан, него биде, ово е било за што по едно песмо, за Наум има 100 така песми. беше, да. И ја тој ќе го направи затоа што имам још многу луѓе од тој мој музички свет, кој е мој, они су мои не модни пријатели, сега су модук, викам ги, него с години јас нима, ти знаеш од естраду, нема с кога не се дружи, не сум скаран с никога, така да Со свите имаш добри. Да, имам шанси и могуќност тоа да го престикамо и да кажемо град у годину да си направи еден концерт с гости, не мора ја да видам што ќе го организира. Еве, Нино, како водител, ја ќе прочитам врти случај, пак се враќаме на таа судбинска 91 година, имали песми и еден телефонски повик, ќе го памета додека се живи така, но така беше тогаш, така и вечерва. Цуне одамна не бил тука, беше среќен што може да биде вечерва со нас, ним за љубов. И она чувена легендарна песма Кафо ми драга и специ. Нино, неверојатна работа, таа песма и ден денеска се слуша, старе 62 мисля дека е. Да. Овој е концерт кој го направи Наум и Фис, он како композитор и Наум како певач у универзалну салу и ја беше водител.
Јаѓа ми се наум, јаѓа ми се фис, само ти можеш ова да го водиш, Виолета Хаџискерлева, ти напиша сценарио и ја напишано сценарио, ама у петак ми ga дава концерт во понеделник, како сак памтам. Од Боеми кафанови скачам со чашу вино и ја читам, ама овој, колку има текст одека. Овој леле мајко. Читам, нешто ми се чита, нешто не ми се, светло тако е затъмнето. И едно време тако гледам, викам, дај да направам еден потез, ја отприлike ги знам ги редослед на песме, знам што треба да кажу и какво ми беше поголем штос беше, више сам ги задржаја, како стоеше и викам, ми кажа режисерот Баже Марковски да се ослободам од текстот. Ја оп, у публику и бидна Нино Сашко Коцев, аплауз. Сега замолам, може ли Нино, пошто таа песма е многу слушана, ако ти имаш волју и ако сакаш, еден рефрен "Кафу ми драга испеци". Кафу ми драга испеци, баш као да е драга душо за мене. Ај, ја ću doći oko pola noći da kafu popijem. Aj, ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. Вика, не може одма да легне, има си ритуал, па разговор, па кафа пиење. Добро да го спомним. Ова е на мој начин од поено, малко со распуцано грло. Исто покојни Цуне е голема легенда бе. С Цуне бемо на концерт и он после се дружимо у Охрид, никад не е Рибу, и ја тамо си имаја прилику да му го отпови бабино девојче. Да. Он беше одушевен, он е човек од едно грло, 3 гласа. Тоа е чудо од човека. Прво е многу човек, стварно голем човек и фантастичен певач. Тој е чудо човека и дружимо се с njega, с бабиќа веќе се знам повеќе, они му беа гости, покојан Милан Бабиќ и Цуне Гојковиќ. Ево Нино Величковски со мераки од срце во новину, чланак. Па имате доста, да. Треба да ги покажемо. Дека имате, што останало, има бајаги. Ево и овој. Албум, тамбурашки, фестивал и концерт Нино Величковски. Ово е све историја. Пожутела историја. Добро, али нема да избледи никад. Да, нема да изгледа, да. Да. Ево еден фестивал од Битола, Серенада на широк сокак, 99-та година. Овој Нинко треба све у книгу да се стави. Пак ќе се стави, Бога ми. Да. Затоа што поза тебе има резултати. Ево е една еврейско награда добивање с Батлера, Киерини. Еве сега да ги кажеме кои се овдека, луѓе на слику. Ти ќе ни ги кажеш? Па ово е амбасадор Батлер. Добро. Ово е Киерини беше на Европску унију. Ово е Баже екстрамент добитник. 2004 сам ја добија награду, ноемвриску наград Кумано. Ја, ово е од кинеску амбасадор и исто, и ово е Слободан Ковачевски, тачи, тогашен градоначалник. Нино, сакам едно работа да те прашам. Ми не сме како Беорат, например, ајде да кажемо. Има си Беорат Скатарлију, има попладнемна шема. Тамбурица, добра дружба. Дали у Куманово има такви услови ми да направимо некој пладнемну шему, некој кафано, jer ipak neko човек сака по план да се опушти. Не е увек сок за навечер. Тоа е малку питање кој Кумановци се го постављави, кабе порано имаше кој црногорца на пладна музика, па овам, па онам. И мало е туку Куманово покажување, јас сум мало дете бие у паркове доле кој сам проводија 50 и фактички четврту сам роден, 55-ту парк доле и мало е како кермес, како матинеа преку ден и мало. Дали е блек музика била или тамбурашка, не е мало можда тој време, али е имало, тој имало у Скопски парк кермес позната, овој каде што имало денска шема. Јас сам у Скопје свиреа с тамбураши преку ден.
у ресторан Лас Вегас, виж у Скопје па Лас Вегас, со И Шојич. било е и посетено. Да, повише на пладне него навечер. Да. Субота и неделја. Али тоа е некоја традиција, луѓе, па ево и Скадарлија, она и преку дан има музика. Да, да, Од има дана до три шишира, до све, тој има. Тој треба да се створи, да имаш ти такъв еден кутак, како вамо Боемска улица у Скопје. Еве, ми не успеаме или можда локација нема податлива за да се направи такъв, осим Касапски, тој му личи, тако е место податливо, да се направи една таква боемска, да не кажу, со какав би се викаја, Тако е, панчарски, не е ни битно, важно да има такви содржини и да одише град. Тој сам едно време мислеја дека можда најболја локација, еве тој не сугерирам, гласно размишлям, дека е тој од комитет до некоде Толид, односно у тој да се затвори лево и десно сви тие кафане да се мако под овие стари згради до Терав и еве ти пешачка зона. За дотур се знае кој може да ој и тој има би помали местанца, а тоа е добра една позиција да може. Тоа е како идеја добро, да. Да, да. Ево Нино Тамбурашки, овој CD. Да, ја беше овој годин председател на жири на Светски тамбурашки фестивал у Нови Сад. Тако еде Мондовизија 16-17 певачи на мали тамбурашки состави. Викам, добро, фала ви на поверење, почнате да ми истискуете од појање и саку жирикет. Да, па е добро и тоа е признание. Да. Чек само овој плочу да го покажеме. Да, ово е интересна 87 година, Да, Баландово фест еве. и има едно тежину за тоа што внутра имам подпис од мојега драгога, сега покојнога Пепи Бафтировски, може да изчиташ, еве што вика он, со почит за Нино Величковски од Пепи Бафтировски и овдека имам од Славка Младеновска. Mi smo pojavljavali su Lomplejke. Čuveni Lomplejke, Da, čuveni. Lomplejke, da. Ima tu ќе го најдеш и моју песму. Тој беше сега е веќе доцна песна на Мидар Божиновски, Мичо, музика, аранжман, текст на Љубе Цветановски. 87 година сам бија дебитант на Фолк Фест Баландово. Сега Баландово 36 или 37 поред тие фестивал, ја појавува и годину со песната беше Мојот живот. Аха, чекам да змести овој. Мода овој. Промотиван материјал 90 година кога прави едну промоција и демек и так спонзори мало, не само Да. мода фирма и тој со шишир, тој ми е малку. Ево сега овдека мора... Овој да го покажеш. Да, ево. Што пишува на njega? Уште еднаш ајпа со ракија и вино на мал муабет и свирка векани со мерак Нино на промоција на новото 27 јуни 2003 година, петок 21 часот во просториите на Коледарски клуб деловен комплекс Карпош, Куманово населба. Тоа е било време пред 20 години. И тоа е на традиција убава коледарска у наш град Куманово. А кад смо каде Коледарски клуб, еве овдека, Еве га с моја брат Шекоки Павловски Никола, еве. каде смо, он ми е бија водител и свири на кавали му е тој што ќе да му е. Да. И ово е легенда. и ово е од истото и промоција, мои другари Павле, Данчо, Бубе, с кои сам дружијат многу години. Сега од овој октет Куманово, Славчо остана, Павле туе, Сви су мање више туја. не почина Кире Пачко. Осим починати Кире Пачко, учител Паскал Насковски, Раде Стојанов, што беше октет Македонија, су починати, нека име лка земја, ми смо се многу дружиле. Да. Али еве овие други што све што смо биле, ми беа гости, односно гости домаќини, ми смо толку године заедно и многу ми беше кеф што се сви собрамо, имаше една позитивна енергија. Со векови од ова срце широко, распослано под дозјак и нескромливо, ко небото судбините јуришале, и страници окртито запишале, од работа, од страдања
Октет Куманово има сигурно повеќе од 40 години како беше активен на почетокот, но умеѓу време Нино полека неговиот таленат се издвои во групата Кумановци, Октет, и полека тој ја креираше и својата кариера, нормално поддржувано од нас. Без Нино нема весела атмосфера. Било за време на некој концерт или обично после концертите некое дружење во некоја кафана, ресторан или при патување надвор од Куманово. Ние доста патувавме во околина, во Србија, Хрватска и така натаму. И сигурно дека за време на тие патувања многу фини доживувања имавме. Па Нино е неуморен, значи голем оптимиста и едноставно речено никој пат не сум го видел нешто да не е расположен, односно некоја непријатна случка што имал да ја пренесува. Јас со Нино многу сум се дружил. Секако дека Нино беше една од помаркантните делови од Октетот Куманово и тоа едноставно многу ми е драго. И ова е исто една го рачунам с подпис и историска слика, покажи го, па ќе го скоментирам. Да, може. Ово е Тичо Митко Кратовац, познат наш тамбураж, глумац, кој многу оставио кумановски театар и кумановску музику, мој другар Драгомир Шојич, мој кумашин Младен Протич и ја, моја маленкост Нинко Величковски. Ево, овој прилику ја да се захвалувам на Митка Кратовца, ми помогна у сегмент на градску музику за Соколано. Човек толку знае работе. И за театар, и за музика. Памти пуно, да. И еве, позади смо се подпишале. Да. Еве да покажам. Интересно. Не знам, има датум. 23. Кој е? 9. 2009. Каде тој било? И Митко Кратовац е легенда. Еве сака Нино. Мора во слику да го покажем исто. Ето су... Овој ти бие препознатлив стил на тебе живот чаша горе. Па, тоа е било 2003 исто, значи юбилета казискерна е Јасмина Павловска, ово е исто Коледарски на мој промоцију на CD. Ово е исто од промоцију с Баткомицата, малци njega да го покажемо. Мице да буде да го поздравим овој прилику. Нешто повлече он или ја не сум се повлекија. Ово су мои другари од Скопје кои сам работаја Филип и Кузе, фирма Offset, тоа е оваа фирма што сам работаја. Не ти било лако Нино, работаја си да кажем, државну работу, па појање, па дружење, па седење. 40 години радни стаж, паралелно, да. Турбо си бија ангажиран стварно. Ево дека имам исто брат, зета и мене. У посету Врање војник беше Перо Величковски, мој брат. Ти кој си бил војско у Врање? Не, брат ми беше у Врање. Ја беше у Подгорица, у Титоград и у Земун. Добро. Брат е бија тој близко, среќу има. Ево дека имам. Ту е од едно синдикално, па у синдикат сам ја види с Зокита, покојнога од Полет, у Охрид на синдикат. А овој сам и татко, мајка и моја керка. Каде имала 18 години, матурантка. Да. Нешто станали од те слики. Ево и овој друго слико. И моја мама Лила е туја. И тако е, живот. Еве сакам да ги покажемо Нино и овие работе. Овој се све твои Октет Куманово 2020. Да, тоа е промоција на монографија на Октет у Грацију каде Влајка. Петар Николовски го пишува изгледа. Да. Петар Имамо Николовски. монографија која не ми е при руку и имамо и за Октет едно емисију, да викнеш членови на Октет, да си каже Славчо, Славчо беше, али он Перица, ќе ја викам Перица некако не може никој Стојко, да го лојмо Перица, све угужува некако. Кој да некако. каже, да. Еве што зборимо, мислам дека ова е... Да. Ова ми е многу драга фотографија и за информацiju, ако сакате да ви открiju, ово е сликано во ексклузив у овој простори. Таму. Она е гостувала Мерима. Мерима и ја
Има смо заеднички наступ во ексклузив, тоа е било незаборавно вече. С мои тамбураши, има смо, да не мислиш 2006 или 2007 дека е. Ино да спомнага Звонко Богдана, како е Звонко Богдан? Беше увек си е виталан иде. Не е с наступи, имаше еден проблем с срце, тако е да саке малце умировање, иначе е, ти викам, малку се повлече од појање, ќе биде добар, ќе поја, има енергија. Има. Ево ја оваа слика. Да, тоа е црногорци гостујество на денови на комедија, па ми с тамбурачи ги освежуваме музички, ми музички ги освежуваме. Да. Мислам дека има плеве тамбураши још увек. Да, има плевески, јас се наступа у Плевле и у Подгориц, у Биело поле, заедно с тамбураши од Свети Николе. Сви научаре само дама. Па дама она да може да се види кој е, иначе Роберт Де Нино ме вика тој. Роберт Де Нино. Ова Джек Николсон. Джек Филипсон. Чекај да кажеме, ово е чувена школа. Политичка школа Кумровац. Сега ќе ти кажам кои све смо биле. Ајде, кажи ги овие луѓе. Значи од Куманово, Драги Стефановски, Драгоња, па беше Џое покоен кошакаш, па беше доктор Исто Келешов, па после бие али поголема екипа од Куманово, цел таа политичка школа у Кумровац смо ишле, али за годину ќе те излажу негде 79-80 тако рани години. Политичка школа, тоа у тоа време е било привилегија. Па била е привилегија, виж. И овој чини ми се дека е од тој. Да го покажеме. Јасеновац. Чекав дека кои се луѓе на екскурзију. Не, ова е било на екскурзију од Наму. Аха. С Наму смо ишле многу по екскурзија и тој е дел од екскурзију у Јасеновац. Ја ве спомнагу Наму, ишем пут да во прилику да го спомнеме од директора Жмара што ти бие. Жмара е бие такој, како од вас глас баритон, такав човек. Да, Жмара ме е примија 79 годину у Наму. Јас сам таму 13 години работаја, значи најбави тие некои години, условно најбави, али ипак су години кои се памтив, од продавача до шефа, до комерцијалисту, се ни проши у Наму и фала многу на По што го памтиш ти Жмаронина? Па ја многу сам условно купија у тој дел на оно што се вика боемштина, и тој не се учи на факултет, нема предмет. Не. Али сам од njega доста у тој дел на козерiju, он беше тако еден за хумор, за виц, еден виспрен човек, еден интелигентен, паметен, школован и човек од голем формат, мисли. Ја само ga памту по-добро и ми е бие идол на мене. Збору за понашање, што вика Хрвати, одгој, васпитање, како сакаш. Многу сам купуваја од njega. Не да ga имитирам или понашам или ова, едноставно ми е бија идол, затоа што е бија прво добар човек. Еве, Нико, малку се враќаме па назад во историја, дека... Да, тоа е оној време кога се стаѓа со овие промоција 91 година во Куманово, а снимател е Љупчо Илиевски, што напишаја промоција на Ломплејка, Куманово 1.3.91. Тоа е 32-3 години. Да, еве, ово е исто интересантна работа. Ово е битка на Неретву, кога сме биле на Неретву. Битка на Неретву, еве те мостија. Куде е одиграна битка на Неретву, Па слушај, гледа, како деца су многу гледани тие филмови партизански. Да, и сега отидеш таму и на мост слика се малце било... Еве. Ој Перо Христов ми беше гост на тој 2003 годину. И он беше сега на концерт. Да. Што буде кажемо. Перо ми беше драг гостин и свите други што дојдеа кажаат, значи и Боеми, и Александар Идац, и Свети Николе. Па ово е еден мој наступ у Охрид, кафана Света Софија, мислам, јас сам таму, имам доста другари, пријатели, наступаја сам таму и с Наума, и сам. Пуно има тој километража. Ово е од промоцију Лазар Ѓорѓевиќ овдека е, на мој покојни Лазар Ѓорѓевиќ. Ломплејку у хотел Куманово, тоа е сигурен сам. Исто познат Кумановец. Да, с Лазо сме многу соработку имали у телевизију. Овдека ќе го препознаете, може да побрво и до екстра Нену,
Мене и Орце Гелевски, она е била тој на 2008 годину гост на Валандово. Да ви покажемо puno овој Нино. Фотографија, тоа исто е исто овој. од кажи Не сакаше. да не сакаше. Ова ми е интересантно, овој Нино кој игра твист. Па тој да, твист, па да. Играм твист ја. Ти си покрај добро поење и мајстор за играње, што викав. Па и учиш ја имаш и ти, Да, не треба да научиш кораци, да не го Чекај да видиме, а овој е шприцер кој се Тој прави. шприцер се пие од каленицу. Од каленицу. Еса. И овдека имам од промоцију 91 покојан Аргир с кица со женом, овој е на жмаро жена Бранка, покојна. Тоа е било исто 90 и што се нашли овие слики куде мене Овој Нино Хотов Куманово изгледа. Да, тој е овој е Стево Теодосиевски и јас ми беа гости со оркестар. Познат Стево Теодосиевски. Исто легенди. Еве да го спомнуваше пут овој прилику твојата татка. Не, овој е на Шипета татко. На Шипета татко, да, пардон. На Шипета татко. Јас сам овдека на Дафину кум. А еве ги татко ми и мајка ми с на мојега Качамак. братанца, не, мата и на брата ми син. Тој што ти е. А еве Нино да го поздравимо Бобита. Боби, да виж Боби- кој се нашто Боби слика само Амадео. да немаме да проблем да му направиме овој некој колешка му е. Не ви треба. Една нема рецензија. Ово е отворена емисија, свак може да каже што сака. Еве, ово е исто коло Да се немаше води. јавување на гледачи да уведемо. Ај следеќи пат. Следеќи пат ги Да коментира слики, да кажеш. Да Што бе коментира. вие слики? И да ми вика да правиме, вика емисија колку сам ја, вика и маја жене, викам не, вика Не, си да правиш остави, проблеми, не, вика. моите, Да. на времето не. Еве оваа слика е убава. Ова е стандардно Шоич и твоја екипа. Да. Тоа е било исто горе каде Црногорца, гости од Црногору, па каде Црногорца нормално, ова е на Данови на комедија. Тоа е било и овој кад сам работаја комерцијални Еве га и како ме телефонски викаат број, директор, мој директор радник кој се Нино рadi. Величковски. Да бидете прашам, Овој с кога само дека ќе го препознаеш ова нека да Чекај Чунгур да ли видим. е професор? Чунгурски? Ѓоко? На некој мислам дека свадба. он е, да, и горе. Видиш. да бидете прашам, име Нино, било ли едина опција кај те крстија кум или имало поише варијанти? Па, јас сам тој кажувај, дали го имате у песму или у рецитацију, моје име е Нинко, крстено. Нико. Нинко, тој не знам од куде од Нинко е изведено Нино. Ама кум кад ме крстија, ја го тој кажува, не знам, ќе го понову, каже Цветко Екимовски, так бија подпредседател на имало функција на општина Куманово, инженер Цветко кум ми е, Колјо ме е држал у руке кад сам ме крстиле и Владанка. И он кажа Перо да се вика. Исклучиво Перо. Ама тетка ми љута, кад се јавија Не се е татко сложило. да се јави и вика такој, ја, сестро, татко на прво мушко дете и кога бе Бранко крстите дете, брате моје? Па Пера, какъв бе Перо, деш таму матично да преправиш, па што се бори овој наш зет твој и мој муж, зашто се гина за слободу? Он е утепан у гиране. Урат. Балисти, да, утепан. И Нинко, и она има га горе на спомен костурницу, иди вика прочита ако не, и ќе си го вратиш име Нинко, отиде извини се на кума, и го врати име, и мене ми бине име Нинко. Ама роди се брат ми после 2 години и му го стави име Перо. Исправена е грешка. И јас сам Нино по Нинко. Кој е Нино овој на слику с тебе? Ово е на Петар Николовски, господја супруга Жане. Жане на Слободана Којашевска тачта роѓена сестра Портој. Добро. Тој е у Бабацану смо појале тој па. Да не Они е биле гости на с- Петра Николовскова на- жена. Да, Супруга. да, на Петар Николовски супруга, појамо у Бабацану, и они беа гости с Невенко и с, кажи га, Кочовскога
ми појамо, они ни беа гости. Ево и овдека. Одека е Вучко, наш легендарен, сега покојан, у Фуктак, дојден 2003 година. Еве сега, Нино, најголемо богатство. Ми ги спомнаваме почеток на емисија, но еве да кажемо, још пут и да ни ги кажеш такстативно имење на свите твои унуци. Па, овдека ми е најстара унука, Бела, која сака 16,5 години, Бела Димовска, 2007 родена, на 8.8. И моја керка Анита. Добро. А иначе с моју Лидију, она има од сина 2 унука имамо, значи Бориса и Богдана, од Сашета и Кику, а од Марту и дацата су Мила и Огњен. Значи 5 унучиња чувамо, дека су живи и здрави, да ги пое дедо на свадбу. А посебно на Бориса спот има да го ставимо, глава да виде. И да не се секира, ми ќе го ставимо сега спот. Да знае. Борис да кажемо дека го носи. И ќе се радуе и баба Лиде и дедо Нино и он ќе биде среќен. И ќе сниму и песма. А снимија сам песма за njega, не знам дали знаеш. Не сме кажували. Вика се Борис и Ијан. Значи, сака е Влајко, за унука, они су другари. А иначе да кажемо дека Борис го носи име на нашега славнога кошаркара доктор Бато Борис. Да. Бориво е и Борис му е изведено. Човек е даја многу за кошарку, Бато, покојни. Борис, и тој дека споменува во прилику. Еве кој е дека на слику? Па ово е на промоцију на тој 2003 годину. Мои драги пријатели се од Скопје. Работи смо во овој дел на Офсет МК штампарију од Скопје сам и тој гости. Ово исто од тој едно работеше за просветно дело колега мој. Добри су тој дружења, незаборавни музике, појања. Нино, не е заставан дел од твој живот, е покрај песмо и што вика куманци да пинеш по некој. Дали Нино е најголем љубител на ракију, вино или пиво? Па, да кажемо, имам неколку анекдоти, немам толку минутажу да ги раскажу, кад за едно спонзорство, каде Данило од Скопско пиво. Данило чуени. Да, и он некој јубилеј. Ама ја не сам знае дека овој пиво, како се вика, дека не га работи Скопска пивара, него га работа, прво га ПКБ работеше, па после га зема Прилепска пивара. И ја уедно емисију кад се за лето, дали рекламе су забранети. Да. И затоа сакне ја кажу, или ќе кажу Бекс, се викаше пиво. И ја абе, какво Бекс бе, тој е на Прилепска пивара? Леле бе, Дарило, извини, како рекламе, така пиво не пиеш. Да. Не, јас сум човек кој сака ракијич хубаво, нормално, домаќу ако има, прво е да, и вино. Црвено или бело? Поише сам за бело вино, али разбирам и тој што не е бело. Зашто нема песмо вика ниједна за бело вино? Има вика бјало, заш не си червено. Тој бугари вика. Еве, Нино овдека. Да, тој е у хотел Куманово на снимање на емисију што сам ги ја водија за телевизију Зору, преко можда 5-6 и више, фолк муабети. Да, беше многу гледана таа емисија. Да, тоа е била емисија, да не кажу култна, али гледана и една од која заслужувала пажњу. Сви су фактички биле од певачи гости у тој емисију и од ван Македонију и Еве га Нино овдека со наумот за Грналес Загрле. Ово е на еден концерт на Сузе Спасовско, Континентал, хотела, концерт беше универзално. Сузе, да, ми се одамна дружимо, негде од 89-ту годину. Она за мене стварно царица, удел на македонско. Со Сузете контактирате ли? Да, како не пасет појана овој, како се вика, Лешов фест, онега работи како директорка на фестивал и одлични релации имам ја. Кажа, овој естрадо... Она како е добро ли, кој е Сузе? Добро, тоа е битно. Сузе работи, знаеш дека е работена на Утанец, ако не се знае. Не сум знае. Уредовен работен на Утанец, како солист. Добро. Па и заслужила е жена колку е дала за музику. Да, ово е с Рашо, пријателја, ово е куде Црногорца, Стево, Рашо, Борче, друштво. Сакам да ја прашам, здраве Боже, кога ќе биде книга, Нино, тоа е
тој ќе се стави печат на све тие во што сега работаја покрај оној жива интеракција с публику, али за монографија веројатно планираш исто едно убаво квалитетно сценарија. Па да, па ја тој мисли да биде на пролет тамо, кажа, мај, јуни, Да. за да биде готово и у Охрите на мој наступ исто у кафану кај Дончо, каде Дончо. Тој сам појава многу години со Шојче, со оркестар наш, од негде 89 до 92-3. И како планираш за монографија? Па ја, она е направена. Да, али Тој е доктор Пачков го е исто ќе биде малку направија. музика, малку забава. Ма не е направена, треба да се штампа, Да се знаеш издаде. дека колку пари за тоа треба, да не збориме. Много. Тај тема мал се, не Много ми се пари. збори. Многу пари треба, него е лаквете, не е лако. И ќе чекам да го направам квалитетно. Ќе има една промоција, тако е надвор би била, малку опуштено што се вика. И... Релакс атмосфера, Да. С оркестарче некој, тако е да Еве има. га Нино за шанком. Да. И личи ми, а? Личите, знаеш. Тој е у Света Софија, Ели Газдарица. Што вика, колку сам попио не могу да наведем. Па не е се при Олимписки базена, тоа е кога се фале сме с едно време. Композиција, Овој у свиреја на 8 март у Битола, па тој се споише жене, се игра поситно. да, ситно што вика. Да. Еве га Тоа е Нино исто дека една тото убава кебапчилница у Скопје, виж памти, ако е одамна бил. и други слика Нино многу. Има, дај Господ. Сат и 15 минута, па направимо интересантну работу, надам се. Скерлева на тој, она одамна ми прати кариеру, а овојат снимање на едну новогодишну емисију, ќе го покаже слику, каде сум с блезери, трубачи, свирите ми тамбури. У кој телевизија е? У МТВ. Мотава, да. Овој ми е многу драга, сакам да го крупно покаже Само еве да завршам. овој, да не ги итам што викаш ти. Еве го. Драга ми е за две работи. Пред сега виде едно слику со еднога мојага ујка, мајка ми е Велешанка. Да. И мои ујковци 5 душе, со сви одселени од Македонија, кога го утепујав дедо, ова е една тема која неќу многу да го збору, кога го стрељав дедо ми од 53 стрељани у Велес. Сега да се покаже и докаже, сега веќе тој неќу политике и они се сви разбегуваат од Македонија. Еден е бие главен курир на Нови Пој, значи у Партизан, 3 сина партизана, они му тепујав татка, на стрељање го води без пресуду. 44-то пред раздел. И мајка ми на 7 години останува сирач. И кад беше таа ексхумација да ги накуи гробницу у овој, ја го води у Катланови, она так с Паркинс, разболе се моја мајка. Од стрес. Тоа е било. Кој е Се, овој ми е ујко. Он се вика Орце, Он куде живи? он е покојан, у Веле се живеја до крај живот. Малце е дека на Ќошче, овој ми е негов роднина и ја у Велес, он се вика Манасиев Орце или Ордан Манасиев. Овој ми е ујко и тоа е трагично што само он остана, 4 ујковци ми отидева. Еве га еден од нима, ова е ујко Панче, он е живее у Лесковац. Панче. У Лесковац живее. Таму и почина. Што е работеја? Он работеше како медицински брат Да, у у болницу, болница, па аха. после се занимаваше с трговију и така дале. Он има сега деца сигурно. Има 2 сина, Трајчи. Веројатно контактираш с нив. Да, Кристијан и Трајчи контактирам, како не. Ово е у Добровник на Страдун, екскурзија со Намо некои 90 години. При крај на овој разговор ти си човек од музику, имаш го мал прс. Што би ти предложи, еве, како позната музичка легенда на Куманово, на поле на музику, на град Куманово, дали да има повише концерти, дали се врати хор у школе меѓу деца или нешто друго твое видување? Па окој, мене Мислам дека прашање нешто ми не е на смета место. или што ми фали, али град с традиција е нешто што трае, што треба да се продолжи. Куманово е бие град с хорско пеање, тоа е да се разберемо, 3-4 хора. И нормално дека тоа е све врзано с образование. Ако ти немаш подмладак, ако немаш, дали е тој фудбал, дали е било спорт, У све, да. значи основата е базичните, ти ако не го инфицираш уставно, заразиш с
од мали ноги, с музику, с фудбал или било што онда нема, јасно да кажемо, фолклор и мало литературна секција, тоа е све у школу. Дали треба да има хор да се врати по школе? Треба да се, па не само тоа, ги викам шупелка и овој удудучиња свирење. Тоа е отишло на многу ниски грани, тоа си е системно образование дека треба начин да го промени и на друг начин да едуцира, да има тие не само љубов према музику, професор или што, ќе го платиш, ако е прековремено, ќе го има начин, кој ќе си работи с деца у делот на полифоно или хорско пеење, абецеда основно да ги научи, после со инструмент, имамо нижу музичку школу, имамо луѓе кои едуцирав, немамо за жал, еве јас се кида у понеделник и вторник, приватна тамбурашка школа Баторек, што ми беше гост, има 200 ученик, да тој ќе се деси. И хумано, некиот нема т од тамбуру, кој сака да свири? Треба да биде рокер, па да остаре, па та ќе земе тамбур да иде по тезги. Тоа е пример, тоа е вулгарно. Работа е кафано и Боби Серафимовски, и Шојик, и сви сега, ми се викамо на презиме. Тако е, да. Чита и сви ми смо работале по кафани, нема срам од тој. А што друго? Значи, прво тој, како збору музичку смислу, друго, таа едукација не се прави преко ноќи, не се некоја сипу или с чутек да го натераш. Треба да најдеш начин, порано у школу поштале са ни плочи. Од грамофон имаше супрапхон или тоска, не е битно, и по тој те не да те научи, него да слушаш. Не смо ми навлечени сви на джез, ама сак во овој време на турбо, на едно инакво музику, која ме страшно иритира, у наплив на ориентали, нешто што не е наше, а вдека ќе копнеш куде има музика. Толку има вдека музика, тоа смо и хиперталентирани за песму посебно. Да. Така да е греота да тие деца ги ставиш у нешто што е шум, нешто што не пие воду, нешто што не е наше, ни наше треба да си го поштуеме. Земи песмен од Кумановско фолклорно поднебље. Има милион песмен, само треба да копаш малку подлибоко, ќе најдеш песмен. И тој ми е мотив, да повише ги се доближи на млади. Дали ќе се препејуе, дали некој ремейк, дали ќе се некој песме, еве га Бабино девојче има 5-6 изведбе, с Зоран Жолев, има с Челик Бен го ја снимаја, има еве с Александар Идац, па сам го јас снимаја у етно стил, па сам го снимаја с Мичо прву верзију боемску. Мичо е цар, Мичо е маестро над маестро. И направија ми го песму Бомбона. Али добро е што живи, виш, она е сега малку некој джез верзија направено, за која се здаца. Ама добро е, значи не умира песма. Останува. Битно е песме да остане. Имам таму едно песмо. Песните се мои другари, Господ решил да ги испеам, кога нарцисот ке свене, кога ке ме нема мене, песните да живеат, песните се мои другари, Господ решил да ги испеам, кога нарцисот ке свене, кога ке ме нема мене, песните да живеат. Браво, Нинко. На ти се обраќам, имате едну желју да напишеш и едну песму за нашу спортску бавицу Соколану и тоа би ти било една голема круна во живот. Па не, тога збориме ти повише време, еве апел до сви луѓе кои требало да се поддржи. Направија сам 90 и некоju годину
с Мичета Куманово срцето. Пардон, она е обнародена. Свако дете у градинку го пое Куманово срцето. После го направимо нова песна за Куманово с Миле Барбаровски и Огнен Делковски, па го направимо ода за Куманово. Значи јас сам присуствуваа како актер, учесник у сви тие три песни, како човек кој сега нормално, сега ми сакамо свој град, али свак треба помалку те мозаик, по едно камче, каменче или како сакаш да даде, да га град сакамо, да ни е при срце, да веруемо у оне што е подобро јутре, за да град ни има просперитет, да деца не ни идев и бегав по бел свет. И има место под слънце за сви. И еве, за Соколана, сега 100 години, ќе се обнови, ќе се ревитализира. И не само на дворешно, вероятно ќе биде и у функцiju те интериера. Могала би на убава песма. Да, тај песма може одма да се направи. Јас сам даја задачу на Огнена, нека даде 2-3 текста. Имамо кој да, како хорски, како група, и млади, и тие што не сме толку млади како мене, да се изведе, да се тој навежба и еве за годину или за ток на следеќу годину, нормално, тој треба студио и да се isfinansirате. Нема све за љубав, да, ми ќе поемо за безпарен сигурно, али ово е друго што треба да се покрие и да се направи носеща звук или CD, што ќе биде една убава песма за Соколана, пошто заштитен знак на наш град е тој, Соколана, Занаčinски дом, општина Антонов, што е друго направија, нема, па, ја мислам дека е така. Еве јас стоју на располагање, на диспозицију, ако ме поканив, а ти ќе ме, пошто ти ќе си главен у тој. Ќе се разговараме. За појање да ме поканиш, за зидање некако. И за крај нино мора да те прашам, унуци се најголемо богатство на свакога човека, па и на тебе. Има ли некој од унуци или унуке да те наследил нешто? Ти си бие и фудбалер, комерцијалиста, тој не е битно, и певач. Има ли некои назнаки дека некој ќе трне по твои стапки? Па да, се години су направиле свое, многу е тешко ни деца, ни унучи, никој да не ги тера зорле да влаза во нешто. Да. За кое вика за појање, тој кажеше доктор Келеш Ристо, вика треба да те роди мајка. И истина е тој. И да треба да сакаш тој да го работиш, не зорле, ќе биде мој, ќе се види кој. На силу не било. Па не. Така да ја не сум тој, моја Магда е уметник, завршила ликовна академија, моја Анита е професорка по англиски, сите други деца, внучиња, сак за сега, не у смислу колку афинитет. Тој може да кликне на некои покасни години, ако професионално се занимава, може да треба да го усмеруеш još у 3-5 години, знаеш, тие 7 години су важни на усмерување и васпитање. Ако ги изгубив тие 7 години васпитање, после ни школа не помага никој. Тако е да надам се дека некој бър од унучиња натамо с Господ напред ќе ga заинтересира, па макар да се занимава, може да биде инструменталист, може да биде да заврши школу, да пишуе музику, не мора да биде изводјач, дали ми разбира. Важно, многу е племенито, многу е убаво да се занимава музика, оплеменуе, музика продолжува живот, музика е љубов, музика е све. Песната ми е се, ја имам едно сагу од поја, песната беше мојот живот. Многу сакам музику за да можеш с њума да манипулирам. Нема тој шмирање и шминке и тој падав маске, или сакаш или не сакаш. И ти си голем фан на Ѓоковиќа. Нино вика, гледаш го с задоволство и уживаш у негови потези. Па некој те вика, тега Нино вика Ѓоковиќ. Па не, види, тој мотив, ја гледам, тој колку е тој... Дечко е маестрал. Да, тој не е упоредливо сега музички, тој гледам, што тој треба да направиш ти кад људите имат што те неќе, па те псуе, па имаш увој рецитацiju, па и тие што не саме баш сакале, па саки за тие појати, да можеш. Имаше, Вучиќ ga вика што е покојан. Знаеш, такав е, овакав е, ваши 5 минути, па он не знае, па... И он едно емисија га питае, како реагирате на овие коментари? Вика, знаете како? Абе, Далинското е кај вас. Само га префрли канал ако не га гледаш на друг стај, да спортна, евроспортна, не знам. Што, тако е да право на избор, ми сви имamo право да бирамо и да не бирам. Значи, никој не е идеален. Ја, далеко од тој, најдобар кога. Не, јас сам само сакаја да е убаво на мој народ, на тие што ме следив, сакав, што го поштујав моја музику за концерт збору, па се враќам и да биду среќен. А јас сам среќен човек, реализиран човек,
Од фамилија почнувајќи, од мој господју Лидију, до унучиња, до деца, до сви мои роднини и пријатели и до сви оние што с кои се дружу свак дан, што ме следи, ми свак ден испиваме по едно кафе. Ја викам, зашто не живу у Скопје? Не, такво прашање нема. Живе 5-16 години, размишлјам, контам што вика овие наши Хрвати. Ни ми и Дадија му е мала, ни ми е Дебар мала му е мала. Дојду си у Кумано, има и кој да те испцуе, има и кој да те пофали. Ете, тој тежи си камен. Јас сам тој куде општино роден, кафана Јове Јовиќа Европа, 54 година, па се не рушиле кад се прави суд, значи у срце на град, и сак се усели над НЛБ у нов стан с мој господи. Али да заклучимо, Ноле си е Ноле. Па Ноле е најбољи. Мене ми е репер Ноле у музику да сам ја. Такав. Упоран, уствари. Упорноста краси. Он е упоран и е ванземаљац, вансерис. Нино, посакуј ти да се видимо па на овие концерти, да правиш што почесто, затоа што сак ти ги више кумановци научи и ке те тражи, ке те викам, Нино, ајде 3 месеца па концерт. 3 месеца па концерт. Само ти кажам најдругарски. Дека, тој е Сергеј Бубка. Тај лествица на скоковеј на 6.05 е дигната на 6.40. И сега тој рипање мал се биде потешко. Ја не сам некои стандарди поставија, тоа што не ми била тој на мене ни улога, ни ој, сакаја сам само тај убавиња да го пренесу и да имам фидбек. Колку ти веруе публика, толку си успеа. Колку останеш овој работу нормален, толку си успеа. Тоа е моја некоја девиза и ga прату и надам се дека још у музички дел ќе дам. Не се пензионирам како, кажемо пред. Млади беа многу, Джајич, па например еден Панчев, још сум могале да играм. Дали е така? Да, али завршил доста млади. Сега ја, док може да ме држи грло, држи ме и глас, сега стасто е може малце да ќе се фармамо. А нема потреба. Ајде прашам само што е да ќе го доволечуваме обед, ќе го направиме 3 сата. Па у монтажу нешто избришите ли нешто? Од фудбалери од бивши, кога највише се цени? Како играч? Од бивши фудбалери на Југославија. Па добро, види, јас сум звездаш заради Шекуларци, тоа одма ти кажу. Не си Партизановац, не? Па сега не сум, не може да биде Зорле. Значи звездаш заради Шекуларци. Шекуларци сам га лично запознаја, куде радат Трибисера. И пуна работа сам споделија с njega, али јас сам од тој време кад сам бија војник у Земун, у Београд, рецимо познаја еднога Дулјата Савиќа, еднога у тој време Пижон, Владимир Петров и така. Цел звездин те сам ги гледаја, јас сам бија 9 месеца војник таму. Како се обраќај на војна полиција, сам бија присутен скоро на свите утакмици. Значи, у тој време имаше, го ставија респектабилни од Бране Облак до Замбату, до Мусемиќа, Попио, значи збори за репрезентација за овој. Знам што е бија Хајдук, што е бил тај велика четворка, Холцер, Динамо, Хајдук, Партизан, Звезда и после со ти Вардар, па с Вардара сам излеја Ќутек. Звезда игра Вардар, ја даде у 7 минуту гол Дуле Савиќ, Мечкаров ја играш. Мечкаров. Да. У окрет едно раклју што ви каже, не можеше да каже Р, аклја бате. И ја рипну гол и кога ме заудара комите, одбеа ми 2 браќа спасија ме. Јас забрави дека сум за Звезда. За Звезда. Јас си навијам за Вардара у себе. Значи Шекуларец ти бија најмилен. Па у тој време од играчи, па јас сам ги гледаја тој екип, малку сам помал, бија водијаме чичко ми, односно уико ми у Скопје на утакмица кога се играле Ачимови, Џајич, Лазаровиќ, тоа е била постава вау на Звезду, а и Партизана 66 годину Васовиќ и дој у куп шампион. Значи свете сам ги знаја и сликичиња смо собирале. И не само Животинско царство, него и овој пратија сам многу фудбал, многу сам бија, посебно на ривалитет Звезда Партизан, ке се потепал. Тој транзистор на уши предност. Кој све сам тоа гледал. Марковиќ, Радивој Марковиќ. У Кумано еден бале ми е бија комшија, Шуте ме тренира. Чувени наши играчи. Да. И може многу да збору пред Такоvić сам регистрација зимаја за Куманово 70-то. Мене ми е зет Суки Марковиќ. Да, легенда. Играе Рустеми Демир лево крило. Скршија му многу раднички пирот Пеев или Пече беше бек.
Јас сум на тој такмицу бија. 17, кога дојде Гнамо од другу лигу, Петанковиќ, па дојде Качунковиќ. Значи, јас сам дел од тој, па татко ми не ме пушти, затоа што позна Кецови у школу, а овој ме викаше Филиповски, викам, не ме вели школа. Добро, ти си центар халф, така беше, центар халф, центар фор, така се викаше. Така е. Така да имам тој малку познавање, малку поише. Да. Фала ти, Нино, што беше гост и Фала на покану, посакувате- немој треќу емисију да прави со мене, Четврто. ќе ме занејќев. Доста е за уклучуваме Доста. го. Не, со октет може да направи. Со октет ќе Ја ќе правиме, организирам, тој 8 души, И ќе свака си диригирам. каже што Ќе сака, кажу, да. без мене да не ме испрашуваш. Добро. Посакувате многу здравје и да се видиме у другу прилику. Касно ми е, извини, овој нема тој на 5 години више, него сваку година ќе прави концерт, година, ево да. обеќам јавно. Кумановци ќе те траži. Да, да. Толку за денеска поздрав од ресторан Ексклузиви, све најбоље, пријатна вечер.